Например, во последно време многу голем опозиционер е господинот Петар Гошев, а ние сите забораваме дека Петар Гошев 5 години му беше директор на Народната банка на Никола Груевски и не даде ова оставка заради протест на политиката на Никола Груевски. Сеќаваме Трајко Славевски, министрот за финансии, си даде оставка како протест заради лошата економска политика. Петар Гошев си седеше до крај. Сега тој Петар Гошев е голем опозиционер и наоѓа многу големи кои се тројанските коњи. Еден новинар Зоран Димитров 9 години му служише на Никола Груевски, му беше уредник во сите можни негови медиуми. Уште се сеќавам на славопевите за Античка Македонија и за Скопје 2014 година. Сега тој исто пронаоѓа во Македонија во весникот Фокус кои се предавниците. Ќе ве потсетам дека Тито Петковски 2 години, клучните години беше во коалиција. Да ве потсетам дека господинот Стојан Андов исто така беше 2 години во коалиција со него. Ќе ве потсетам дека еден премиер на СДСМ, бивш премиер на СДСМ, господинот Хари Костов, кој практично и највеќе ги закрвави односите меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, благодарејќи на него денеска екзистира владата на ДПМН.